Македонија, со глава крената за падините, за планините, за војводи, за комитите. Еј дедовината, еј татковината, еј даровнината, еј убавината, еј чудесијата, еј късметнината, еј утрешнината за Македонија. Цветој рацветајте, да ги закитиме младите девојки со венец ѓурѓовденски. Еј, ѓурѓовденски, да ги посипеме нивните патеки со јорговани, со ѓултрендафи. Еј дедовината, еј татковината, еј даровнината, еј убавината, еј чудесијата, еј късметнината, еј утрешнината за Македонија, за Македонија. Еј дедовината, еј татковината, еј чудесијата, еј едно прекрасно момче со очи во кои што изгрева и заспива през Панското езеро и душа во која што ја носи Македонија, токму во нашето студио. Верувајте, додека беше настапот, преубаво се чувствувавме. Моќно, достоинствено и со многу емоции. Даниел, ти благодарам многу за тоа што ни направи една убава атмосфера овде во студиото. Како се чувствуваш? Добро? Одлично. Пробатувавте добро од Ресен до овде? Да. Значи, само на почетокот да ти заблагодарам што бевте толку многу брзи. Само за нашиот джингл успеавме колегите да застанат на страна, јас и ти да го направиме разговорот, да кажеме на почетокот со кого настапи. Настапив со оркестарот на културното уметничко друштво Таше Милошевски, предводено од маестро Љубин Илиевски. На сцената беа на хармоника Стефан Стефановски, на гитара Филип Стефановски, на кларинет маестро Љубин Илиевски и на ударни инструменти Дарко Цветковски. Од фолклорната секција кој ни настапи? Од фолклорната секција настапија играорците од културното уметничко друштво Илија, Илијана, Лиле и Димитар. Преубави девојки, преубави момци. Јас реков исто како за некој спот сте, предпоставувам дека спотот веќе за песната ќе биде готов? Да, при крај спотот ќе биде митуван за брзо. Ќе направиме промоција во македонската телевизија. Направиме, зашто да не. Толку многу убава приказна, толку убава енергија носите. Сите луѓе од Преспа се вака како што дојдовте денес? Па можам да кажам, скоро сите луѓе носат оваа енергија која што ние ја носиме. Во семејството, по блиското семејство, мојот тетен беше од Преспа. Кога бев мала, многу се чудев со каква љубов и со колку емоции раскажуваше за своето родно село, ама сега, како доаѓам на тие години, гледам колку му недостасувало се од цутот на јаболките, од мирисот на јаболките, од луѓето околу себе, од можеби старите трошни куќи, ама се го потсетувало на убавото детство.
Па можам да кажам дека ние луѓето од Преспа, ево, да кажам дека сме многу пријатни луѓе, каде и да одиме носиме топла и убава енергија. Јас сум сигурна во тоа, бидејќи сите како што дојдовте, ни го кренавте расположението на едно повисоко ниво, ги чувствуваме тие бранувања и вибрации. Би сакала малку да ја раскажеме твојата убава приказна. Гласот кој што го имаш, наследство е од семејството, пееше некој од твоето семејство? Можам да кажам дека во моето семејство досега никој не бил вака музички надарен со глас. Но јас сум првиот, еве, за среќа. Ти ќе го почнеш орото со гласот. Јас ќе го почнам. Се надевам и другите колена после мене ќе оправо. Кој забележи прв дека уште од мал, од 5-6 години ти почна да пееш? Прво забележи професорот Ташко Каранфиловски, и воедно што е и естраден уметник, го поздравувам и него. Јас потекнувам и од целото Кривени, Преспанско село, на празникот Свети Јован Крстител. Не знам, не се сеќавам точно која година беше, но тој знаеше дека јас уште од мал дека првата играчка што ја купив јас беше микрофон. И ми кажа да одам на тој настан каде што тој настапуваше и ми го даде микрофонот и запеав. Тоа ми беше мене првиот настап. Се сеќавам првата песна беше мојата Серенада. Ама исклучително тешка песна, една балада која што дете на таа возраст ја донесе, а сите со воодушевување те прифатија. Да. И сметам дека си привилегиран да бидеш омилен лик во Ресен и во Преспа. Го чувствуваш тоа? Па го чувствувам. Потоа како одеше? Во училиштето, на сите приредби, на сите настани, на околните места, кога веќе слушнаа дека имате убав фолклор, дека слушнаа навистина дека и луѓето зад инструментите си ја знаат својата работа, веќе почна понудите да доаѓаат и да гостувате и во останатите градови. Да, откако настапив прв пат со професоров Ташков, се јавија многу понуди. Потоа благодарение на Благој Честановски Туше и на другите уметници низ Преспа, настапивме и на подмочанските средби, на подмочанскиот крст, имам настапувано и на денот на училиштето и на многу други настапи низ државата. Имаш трема кога настапуваш пред голема публика или не? Па со текот на времето ја изгубувам таа трема, полека посигурен сум и посигурен. Навлегуваш во светот на музичарите. Да, навлегувам. Убаво е кога едно дете од 5 или 6 години и веќе сега кога се наоѓа во тинеџерските години, сонува да стане пејач и ќе му се исполни сонот, бидејќи знаеш како велат, кога толку многу имаш желба и кога толку многу љубов те носиш во душата, вселената ќе ти каже да. Веќе имаш 2 песни, соработка со останатите композитори, сметаш дека треба, ова е вистинското време, иако си на 15 годишна возраст, дека си зрел да направиш уште една нова песна? Па мислам дека сум веќе созрел и да почнам да соработувам и со други композитори, и со други текстописци. Моментално соработувам со текстописецот Валентина Парго Ѓоргиевска. Многу сум благодарен. Таа ми ги напиша овие 2 песни. Првата беше Оро во Јанковец. Таа песна беше напишана за празникот Прочка, една символика во нашето село Јанковец. Песната е има хумористички карактер. Ми ја напиша и ова друга песна која што се вика За дедовината. Ова песна е напишана за љубовта спрема мојата земја, патриотска песна, убавините, чудесиите во мојата земја. Една убава приказна како што може Вале да раскаже, а ти од прва некако ја почувствува со секоја том од себе и убаво ја изнесе преку својот моќен и убав вокал глас, но навистина е убава приказната. До чудесија совршената љубов на едно младо момче кон својата татковина, а особено убави стиховите за Ѓурѓовден и посипувањето на патеките. Ми се чини дека навистина ни недостасуваат ваков тип на песни. Песни во кои што се носи традицијата, иако звучат во ново компонирана содржина, меѓутоа да бидат сепак во духот на традицијата и нашата македонска песна. Да, мислам дека треба да се зачува оваа традиција што имаме веќе со години наназад. Ние постојано во Преспа работиме на тоа да ја вратиме, да ја зачуваме оваа култура што ја имаме за сега. Со маестро Љубин Персиди Илиевски работиме, како да кажам, како 24/7 со него. Постојано. Сакаме да ја зачуваме оваа музика, оваа култура што ќе биде пренесена на ините генерации.
колку те слушам, колку повеќе те запознавам, толку ја гледам во тебе чистината на едно мудро, убаво дете, меѓутоа и прерано пораснатиот човек во тебе, две во едно, и ми се чини дека тоа е привилегијата на сите луѓе кои што живеат подалеку од Скопје. Сакам малку да те вратам во детството. И сакам малку да кажам на останатите деца кои што растат на бетонот и на улиците и во зградите затворени меѓу балконите, што губат кога го немаат своето детство покрај езерото, покрај селото, покрај традицијата, огништето и да растат со баба и со дедо. Ти ја имаше таа привилегија и од мал заедно со твоите родители веќе од колку години одиш на јаболки берење, на помагаш околу таа работа? Па уште од мал, уште од 5 години. Започнав, му помагам на моите родители до ден денес и планирам да му помогнам. Но колку часот стануваш наутро најрано, кога имате многу работа околу јаболките? Наутро може да станеме во 5 часот, во 6 часот, зависи од работата на денот како е планирана. Кога има повеќе работа? Кога е грижата околу самиот плод, негувањето или кога се берат јаболките? Кога има најмногу работа? Најмногу работа има кога ќе се берат јаболките, но од кога ќе се соберат јаболките, настанува таа грижа како ќе бидат продадени јаболките, како ќе се чуваат, како ќе се транспортираат. Многу ми е драго што слушам дека помагаш и ги враќаш можеби повозрасната генерација како тоа некогаш сите од нас го правевме и колку семејството е важно да биде главна поддршка на едно младо дете. Сосема подразлично од кликнување од SMS порака или допаднување лайк, види како сум облечен или види. Имаш многу содржина во тебе, ме разбра гледалиштето што сакав да кажам. Но сакам да те прашам, се надпреварувате ли меѓу себе другарчиња кои повеќе јаболки ќе собера во гајбите? Колку најмногу имаш собрано? Па до сега немам бројано колку гајби имам вака собрано, но па може и од дете на моја мој години, моја возраст да собере некаде околу 20 гајби. На едно берење, така? Толку е предпоставката. Сега не можем да тврдам, зависи. И не сакам никој да слушам кога ќе го видам на производот на пазар и кога ќе видиме дека тоа убавото наше препознатливо преспанско јаболко, брендот на овошјето, да каже дека е скапо. Нека дојдат една сезона да видат што се и колку работа има околу него, па потоа ќе поразговараме на таа тема. Ученик си во средно училиште? Да, во средното општинско училиште Цар Самуил. Прва година сум, економско-правна струка, ново формирана струка прв пат оваа година. Јас сум првата генерација што ќе заврши во тој смер. Благодарност до директорката, благодарност до класниот раководител, што ми овозможи да дојдам денеска тука да снимаме. Благодарност до мојот клас, прва 3, и благодарност до сите ученици. Колку си внимателен, не сакаш никого да испуштиш, и тоа навистина во животот многу ќе те прави да бидеш различен и посебен од останатите. Сакам да те прашам како се гледаш во иднина, како економист, како правник можеби, дали оваа работа сега што ја работиш ќе биде некоја споредна твоја работа или можеби ќе појдеш во соседството во Битола па ќе се запишеш на музичко училиште? Па планирам високото образование да го продолжам на правниот факултет, но има време, прва година сум, има уште цели 3 години за да размислам. Знаеш дека има адвокати пејачи и правници пејачи. Боже, ќе им се придружиш во тоа професор по право Ташко Карамфиловски е исто така. Има завршено правен факултет и е музичар. Јас планирам исто како него да завршам. Па добро, убави желби, би посакала навистина да ти се остварат, би сакала да ги поздравам и останатите, еве уште еден доказ дека се забележува, се снима, само да го поздравиме момчето што се наоѓа зад камерите, бидејќи тој се документира и ми рече дека имавте повеќе турнеи, ама станува збор за културно-уметничкото друштво, така? Да. Веќе се представија и надвор од земјата. Да, веќе постоиме веќе 80 години, едно од најстарите друштво во Македонија. Благодарност до председателот на културно-уметничко друштво што ги пушти играрците да дојде да изигра, да ме подржат денеска. Благодарност и до Васко Андреевски кој што ги подготви со носија за денеска, една од најстарите носии во Република Македонија. Многу е убава носија. Да, од носија од калајџиско оро. Не те прашав, ти си игрорец? Јас порано играв на моите мали години, но повеќе се пронајдов во свирењето и во пењето. Ама и во фудбалот. И рекреативно голман во фудбалот, голман, да. Рекреативно како голман
Со културното уметничко друштво имаме патувано низ повеќе земји, низ Европа, да кажам. Имаме во Бугарија, во Сплит, во Хрватска. Ова година план е да одиме во Италија, повторно во Хрватска, во Турција и низ многу други земји. Да ти посакам многу среќа и многу успех. Немој никогаш да се откажуваш од твоите соништа. На вистинскиот пат си, многу содржина носиш во себе, имаш светлина во очите, имаш сонце во очите и ти пожелувам на вистина сцената нека биде твоја, а ти ќе бидеш украсна сцената. Сега на брзина пак е мора да пуштиме джингл, јас на брзина да отидам кај колегите зад камерите, а вие на брзина да се наместите и да ја слушнеме другата номера. Ајде. Сношти мина крај рајската градина, там си најдов, два букета рајски цвет. Там си најдов, два букета рајски цвет. Два букета рајски цвет. Тук ми биле двајца млади влюбени. Тук ми биле двајца млади влюбени. Ак ме питаш, што е добро на светот, дали пари или любов, или искрена любов, дали пари или любов, или искрена любов. Парите се, како слана без сонце. Имототе до